Diciamo, baka analiza psihološka, kratko pametenje ili neke demencije da narečemo nekima? Druga demencija, mnogo je kratko pametenje. Kratko pametenje treba je krajču za normalno, така? Не мога да бъде до регионален. Това, че прави ова карактеристика одлично. Ајде, малко само не морам да слушате на горе. Ова карактеристика одлично ја имаат политичарите. Ајде да речем имаме ние. А бидејќи вие практикувате, очигледно дека сте навлезени вака во камерица. Не знам какви се вашите намери понатаму, меѓутоа очигледно нешто планирате во политика да правите. Рековте, од кога ВМРО ДПМН е на власт, пазари работеле добро. Сега и јас се сврстам тели во делот на политичари, имам кратко памети, со година малку да го стежам. ВМРО ДПМН е на власт во Битола 11 години. Првите 3-4 години, а може би 5, јавното предпријатие Пазари нижеше загуба до загуба. И сакате да кажете дека тогаш коалициониот партнер на ВМРО ДПМН и ВМРО Народна беше на власт. Во јавното предпријатие. Вие не рековте од кога ВМРО ДПМН раководи со јавно предпријатие, ви потребите зборовите од кога ВМРО ДПМН е на власт. Истина збунувачи. Помлад сте, не знам кога ги пратевте тие случувања пред 11 години, а јас и некои други веројатно добри советници, па ќе ве потсетам. Кога почна голготата на јавното предпријатие Пазари? Почна во оној момент кога ВМРО ДПМН беше на власт, начело со саканиот градоначалник Владимир Таевски, реши Реалскиот пазар наместо и покрај плебицитната поддршка од страна на вработените да му го дај на јавното предпријатие Пазари, му го даде на приватната фирма Порик. Тогаш почнаа проблемите и на ВМРО Народна, и на Пазари, и на сите вработени. И тоа не беше ВМРО добро. За тоа колку пари општината инкасираше, тоа не е. Јас имам запишено 52. 52.000 денари. Не знам да бе 24.000 денари или 26 на крај линейни пит. За сенки. И за тоа никој не понесе одговорност. Иако тогаш Танталови мајки имавме да докажеме дека е погрешен потекот, дека не сме така да се прави, дека мора да го дадеме Пазари, бевме игнорирани. На крај Поливер пропадна, остави долговите, што винаги другото им така. Сигурно имате минимум 1000 евра платено само за неплатени сметки за електрична енергија. Нема е платено. Не знам колку имате инвестирано во меѓувреме, се изгрешените плочки, тески и сето оно што го остави поранешниот концесионер. Иако според договорот или другото, негова обврска беше при раскинување на договорот Пазари да го врати, односно објектот да го врати во состојба во која што го примил. И за тоа никој не одговараше. Кој го прими Пазари во таква состојба? Требаше некој да одговара и за тоа. ВМРО ДПМН е било на власт. И тоа е ВМРО ДПМН. Или ќе правиме дистинција. И после тие 4 години од ВМРО Народна дојде ВМРО ДПМН. Да управува со Пазари. Влас Ивановски години и пол до 2, Дивитаров отприлика 4 години. Знаете ли како поминува со Пазари? По посиптање. Јас добро се сеќавам. Сека година на работ на загуба, на работ на загуба. Позитивна нула. Тргни застана. Инвестиции нула. Нема пари. 20 милиони денари. Буџет зошто побрзо? Заплата
кога дојде на опозицијата, тоа што го кажуваш, дека реонскиот пазар треба да му се врати на пазар. Не се смешкајте. Од реонскиот пазар вие инкасирате од 3 до 4 месечни плати за сите вработени. Или не е така? Не е, а? Е така, е така. Е така. Во секој случај, многу ви помага. Многу ви помага. Другата голема помош, нормално ми сега маркетинг и простор што ги дава некој. Тие се двата главни извори кои што се моторната сила во овој момент во пазари, не тезгите. Друга моторна сила, знаете која е? Што нема врска со пазари. Рака на срце, иако претходно го критикував, тој градоначалникот Алевски, кој сепак на крајот, после толку години, заради грижена совест предпоставувам, се наговори некако да инвестира 8 милиони денари во покривање на пазар. Зашто значително се подобри амбиент. Од една страна, ама од друга страна, сепак делот кај што се наоѓа Андромаркет, мислам, иако покрај тоа претходно му беше даден на Поливер, кога го префрлавме да управува сустиот пазар, беше изборен од списокот и беше оставен еријата да ја зема и понатаму овој пат општина Битола. Што е здраво. Ама немојте да се правите големи наџели, да кажувате дека вие од дојавте на власт заради вас се случило тој и заради ВМРО ДПМН. Ви кажа по овие 11 години што се случуваше со пазарите заради ВМРО ДПМН, од кои најспомниран ви беше Владимир Талевски и се уште. Ама сега се случуваат само да ни заработи, па не ќе пуштиме под... Така? Не е така народот гледа, народот памти. Не е само тоа што се случувало во 2015 година, директор. Не е. И се на крај си да плата. Луѓето ќе си излезат на избори, во момент кој кандидат е демократски, така колеги. И си окажат своето, и си окажат своето. Моја препорака, држете се поќе до менаџирањето, помалку до политиката, се додека сте менаџер. Кога ќе станете политичар, ќе разговараме